Почитувани, причината за огромната политичка криза во државата е една и единствена – Никола Груевски и неговите потези и одлуки. Политичката криза ја создаде тој и свесно одлучила дополнително да ја продлабочува и искористува за реализација на своето сценарио. Тоа е сценариото на Груевски за целосна партизација на администрацијата и судството, владење на криминалот и корупцијата. Со еден збор, Никола Груевски и ВМРО ДПМН уживаат во политичката криза која ја создадоа. Каков и колкав е демократскиот капацитет на Никола Груевски покажуваат последните потези на власта во собранието. Конкретно, Никола Груевски продолжува собранието да го злоупотребува и го смета единствено како дом на власта. Токму затоа СДСМ нагласува дека од огромна важност е да се создадат реални услови за спроведување на фер и демократски избори. Што побрзо, тоа подобро. Само во изминатите недела дена, кога целата опозиција е надвор од собранието, Груевски и ВМРО ДПМН продолжија и донесоа серија на крупни закони. И тоа закони кои со своите решенија се проблематични, конфликтни и предизвикуваат поделби во македонското општество. Имено во собранието се предложени и чекаат на експресно усвојување Законот за лустрација, Законот за високо образование, Законот за легализација на дивоградбите, Законот за прекршоци, Законот за земјоделско земјиште, како и серија на закони во делот на урбанизмот и градењето, областите на секојдневниот криминал на власт. И сите овие закони владата ги предлага, а ВМРО ДПМН ги усвојува по скратена постапка. Истото се случува со предлагање на личности на високи позиции во државната администрација, како што е случајот со новопредложената директорка на Агенцијата за администрација, која досега била ангажирана преку Агенција за времени вработување. Личности несоодветни на позициите за кои се предлагаат. Тоа е лицето на Никола Груевски. Наместо да ја решава политичката криза, тој го засилува политичкото насилство. Наместо како најодговорен да овозможи спроведување на политички диалог, тој брза да ги донесе ВМРО-вските закони без присуство на опозицијата. Наместо Груевски да се посвети на решавањето на актуелната политичка криза, тој свесно дополнително ги тера работите на тамошна радикализација. Благодарам. Ако имате прашања, повелете. Би сакал да искоментирам уште една работа, доколку немате вие дополнителни прашања. Значи, Социјалдемократскиот сојуз има информација дека постои сценарио на власта за спектакуларно приведување на поранешниот премиер Бучковски веднаш по враќањето од службеното патување во Израел. Тоа е уште еден показател на срамниот притисок на ВМРО ДПМН врз судството, зашто најдобар доказ е појавувањето на Бичиклиски во улога на портпарол на судот. Дали е тоа истиот оној Бичиклиски кој со години не се одзива на судски покани? Со ВМРО ДПМН наместо независно судство постои само одмазничкиот суд на партијата. Еве ги бројните докази дека пратеникот Бучковски се наоѓа на службено патување со платен налог на Собранието на Република Македонија, што јасно кажува дека се работи за политичко насилство на ВМРО ДПМН врз политичките неистомисленици. Ова е патниот налог од Собранието на Република Македонија за патувањето на пратеникот Владо Бучковски. Нема поголем доказ од срамната позиција во која е ставен парламентот. Добро, ви благодарам.